Вестите на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Вечерни вести во 9. Добро вечер. Македонија го чествува Илинден, најголемиот национален празник на македонската државност. 82 години од дасном, денеска беа одбележени во Пелинци, делегација предводена од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски положи венец и пред манастирот Свети Прохор Пчински. Премиерот Христијан Мицковски од Пелинци порача дека секоја генерација има свој Илинден. Задачата на сегашната генерација е да ја зачува државата, да ја направи просперитетна и да ја направи земја во која луѓето ќе сакаат да градат иднина. Во Крушево се роди идејата дека слободата вреди повеќе од животот, а во манастирот Свети Прохор Пчински идејата доби државотворна форма. 2 август е потсетник за жртвата на илиндинците и асномците кои се изборија за државноста, а оваа генерација е последната која може да се избори со многуте неправди и погрешни историски одлуки кои се нанесени на Македонија, кажа премиерот Мицковски во илиндинската порака. Владината делегација предводена од премиерот денеска одаде почит и положи цвеќе во меморијалниот центар на Аснон во Пелинци. Сетете се само пред неколку години какви беа односите на политичките сили. Колку граѓаните беа мајоризирани пред налетот на разноразни интереси на политички елити. Денес тие се длабоко во опозиција, распаднати помеѓу своите лични интереси далеку од случањата на власт кои ним им овозможуваат удобен живот. Тие потери на власт, тие ги држаа не со поддршка од народот, туку со предавства и отстапки кои ги правеа. Никогаш нема да го прифатам нивното однесување на отстапки кон прашањата кои се блокада на нашиот пат кон Европската Унија и никогаш нема да го разочарам народот. Јас предавства на штета на државата и народот, како што тоа се правеше во минатото, по ниту една цена нема да направам. Граѓаните велат дека како македонци Илинден им е еден од најважните празници. Дали би се гордеели илиндинците и асномците за државата во која живееме денеска, велат би били повеќе од горди. Па да ви кажам право голема историја. Нешто што во светот го нема никаде. И тоа може да кажам. Македонија е голема од времето и не само од Османската империја и од време античката и што да ви кажам. И со тоа треба да се гордееме. 2 август, најголемиот македонски празник, треба секој што живее во Македонија и надвор да се го слави, бидејќи од тука почнува историјата на македонскиот народ. И од порано, меѓутоа, од тогаш почнуваат сите настани па навака. 2 август е едноставно пулсот, или како би рекла малце така уметнички, поривот за да се за да се надогради она што почна со векови националното освестување дека постоела македонската нација многу одамна, и во античко, и после, и сега, и во иднина ќе постои. Би се гордееле ли асномците и илиндинците за тоа во каква држава живееме денес? Не да ќе се возбудам вака емотивно, не да би се радували и биле среќни, туку ќе рече дека тие жртви што ги дале тие луѓе не биле залудни. Поголем празник нема. Од 903 па навака 41-45 и до денешна Македонија. Во манастирот Прохор Пчински, каде беа поставени темелите на македонската држава на првото заседание на Аснон, денеска положи цвеќе владина делегација предводена од министерот за внатрешни работи. Заедно со нив беше и српскиот министер за евроинтеграција Немање Старович. Низ историјата ги имало огромен број на херои наши кои што и животот го дале за да денеска ние го имаме ова кое што го имаме. Честа и почитите спрема нив продолжува и денес. Само на еден ваков начин можеме да покажеме дека Илинден е празникот кој што е гордост на македонскиот народ и гордост на сите македонци. Нам е посебно задовоljstvo тоа што на ово место заедно sa našim колегама и пријателјima из Владе Републике Северне Македонije обележавamo Илинден, сеќајуći се данас наравно и Илинденскog ustanka, ali prvog zasedanja Asnoma, koji predstavljaju veoma važne datume iz slobodarske istorije makedonskog naroda.
Од некогашните затворени врати во манастирот Прохор Пчински поради нерешените црковни односи во 2004 година се изгради меморијалниот центар Наснов во Пелинце, а денеска македонските делегации одаваат почит на двете места, зачувувајќи го споменот на Наснов од двете страни на границата. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Во Скопје чествувањето на Илинде беше под покровителство на председателката Гордана Селјановска-Давкова. Таа зборуваше за идеалите на Ченто, но и за современите предизвици на државата. Партизаните и јаснонците го вградија антифашизмот како суштинска и трајна македонска определба и еден од темелите на македонската држава. Нашата народно-ослободителна борба беше епохално, автентично дело, а слободата не ни беше подарена од некој друг, туку сами се ослободивме со нашата 120.000 бројна народно-ослободителна војска. Значи, никому не му должиме за тешко изборената држава. Токму затоа, никој нема право да ја ревидира нашата национална историја, оти секој народ, па и македонскиот, има право на своја историја. Имаме долг кон историската вистина и кон асномската генерација, која што со крв извојува слобода и Македонска република. На Мечкин камен во Крушево беа одбележени 123 години од Илинденското востание. Подпредседателот на собранието Антонио Милошевски, која предводеше собраниската делегација, порача дека денешното современо востание не се пушката и цршовото топче, туку одговорноста да се создаде семејство и да се воспитаат децата, а демографијата новата борба за Македонија. Идејата е голема затоа што се мери со тоа што во срцето на Балканот се докажало дека може да постои република заснована на слобода, рамноправност и заедничка одговорност. И во моментот кога Крушево можеше да проговори со јазикот на одмаздата, тие разумно одбраа да проговорат со јазикот на соживотот. Затоа Илинден не е само датум во календарот. Илинден е историска вага според која секоја генерација може да ги мери своите дела кои ги има направено за Македонија. Илинден не учи и на нешто друго, што ни е потребно повеќе од било кога и да е. Дека има мигови кога она што не обединува мора да биде поголемо од она што не дели. Може да имаме различни политички ставови за закони, да имаме различни погледи за патот по кој се движиме, и тоа не е слабост, тоа е дел од демократијата. Но постојат работи што мора да стојат над нашите поделби. Македонија е првата работа што мора да стои над нашите демократски поделби. Можеме да спориме за патот, но не смееме да го изгубиме правецот. Бидејќи националното единство не е отсуство на политички разлики. Националното единство е присуство на заедништво, на свест и на одговорност за еднината на државата. Председателот на собранието Африм Гаши, кој и годинава не учествува во прославата на Илинден, а како причина го наведе патувањето во Египет, преку честитка порача дека Аснов и Крушевската република представуваат континуитет на стремежот кон држава изградена врз слободата, демократијата и одговорноста кон граѓаните. Но тежината на овој ден не се состои само во историјата што ја наследуваме, туку и во примерот што го делиме секој ден, што го даваме секој ден. Тој не повикува да размислуваме како ги живееме идеалите врз кои е изградена републиката, не мери според начинот на кој ги почитуваме институциите, како ја штитиме демократијата, како се слушаме едни со други и како заедничкиот интерес го ставаме над поделбите. Убеден сум дека, зачувувајќи го духот на соживотот и промовирајќи диалог, почит и институционална одговорност, ќе продолжиме да чекориме напред кон поразвиена, подемократска и попросперитетна држава, црсто посветена на неповратниот пат кон европската интеграција. Тоа е најдостоинствениот начин да ја оддадеме почитта кон Република Северна Македонија, напиша Гаши во честитката. Лидерот на СДСМ денеска беше дел од партиската и собраниска делегација на прославата на Илинден по Крушево. Филипче порача дека сеќавањето на Илинден
има вредност само ако се гради подобра иднина и се има должност да се продолжи патот на илинденците за праведна и напредна Македонија. Нивната жртва не беше за изолација, не беше за страф, не беше за поделби. Тие се бореа за слобода, за правда и за правото на овој народ сам да одлучува за својата судбина. Денес, повеќе од еден век подоцна, имаме должност да го продолжиме токму тој пат. Македонија не смее да остане заробена во минатото. Не смее да биде држава во која младите заминуваат, во која пензионерите едва и преживуваат, во која водата за пиење опасна, а институциите служат на тесен круг луѓе. Сеќавањето на Илинден има вистинска вредност само ако ни служи да градиме подобра иднина. Затоа ние се бориме за Македонија во која владее правото, а не партискиот интерес. За Македонија во која има чиста вода, достоинствени плати и перспектива за младите. За Македонија која е дел од европското семејство, слободна, демократска и просперитетна. Полицијата го расчисти случајот со скандалозното видео на кое младин на веселба пукаа со пиштоли. Уапсени се 6 лица, а едно е повикано на информативен разговор по вчерашното пукање на семена прослава во гостиварското село Добридол. Полицијата соопшти дека меѓу приведените има 21 годишник, кој пукал заедно со својот татко, 46 годишник. Во нивниот двор се пронајдени 27 испукани чаури. На оружје и муниција имало и кај останатите приведени. Од опрен глас, полициските службеници веднаш ги идентификувале лицата и кај нив е извршен претресот. Тие се лишени од слобода и кај нив биле продајдени 2 гасни пиштола, 1 пиштол, 1 ловна пушка, така што 30 куршуми од муниција од оружје, како и на лице место каде што било организирано семената веселба, биле пронајдени 27 испукани чаури од гасни пиштоли, како и 1 патрон од ловна пушка. Вчера на социјалните мрежи се појави видео каде млади лица качени на автомобил пукаат во воздух. Објавената снимка предизвика бројни негативни реакции на социјалните мрежи, со оглед на строгата забрана за користење оружје по свадби и прослави. Законот предвидува парична казна од 200 до 500 евра за пукање кое ќе се наруши јавниот ред и мир, но ако пукањето предизвика општа опасност, сторителот може да заврши во затвор од 1 до 5 години. Одмава велат дека сите лица се приведени во полициска станица за понатамошна постапка, пошто се очекува да им бидат поднесени соодветни пријави. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. И денеска има нови 3 сомнителни хоспитализации на инфективната клиника со симптоми на западно-нилска треска. Официјално потврдени нови случаи нема. Расте бројот на сомнителни на западно-нилска треска хоспитализирани на клиниката за инфективни болести. Уште 3 скопјани со воспаление на мозок изминатото денонокие завршиле на болничко лекување. И за нив лекарите чекаат лабораториски анализи дали станува збор за Вест Найл вирусот. Сите 3 пациенти се суспектни на Вест Найл вирусна инфекција. 3 пациенти се од Скопје и кај 3 е негативна епидемиолошката анкета, т.е. дека не патувале надвор од земјата. Тие се на возраст 64, 69 и 83 години. На инфективна со лабораториска потврда за западно-нилска треска има 10 пациенти, од кои 3 се на респиратор, како и 6 мина кои се со воспаление на мозокот и мозочните обвивки и се сомнителни на Вест Найл вирусот. Тие 3 што се на оделот за интензивна нега им е по-критична состојбата, но нема некое подобрување, тие се интубирани и се на механичка вентилација, додека останатите за сега се стабилни и се во оделот за невроинфекции. Во соопштението од Министерството за здравство за епидемиолошката состојба е наведено дека нема нови потврдени случаи, но во координација со Институтот за јавно здравје и други надлежни институции, вела дека внимателно ја следат состојбата. Годинава се регистрирани најголем број на случаи на западно-нилска треска, а освен ова вектор пренослива болест. Има и 8 случаи на маларија, денга и зика. Сања Димитровска, Сител телевизија. Вестите завршија, ви благодарам.